Колешке, знам дека сакате да дебатирате, затоа што, освен тоа што дебатирате и манипулирате, ништо друго не правите. Затоа дебатирате. Велите, имаме невидлив непријател. Јас ќе кажам, имаме видлив непријател, а тоа е неспособниот министер Венко Филипче и криминогениот Зоран Заев. Тоа е она кое што го гледат граѓаните и е непријател и на македонската нација и на Македонија во вакви тешки моменти. Не уверувате и велите граѓаните да бидат спокојни. Тоа спокојство убива граѓани и не направи рекордер по број на жители во смртност. Погледнете ги бројките, а ако направиме компаративна анализа само за последниот месец, убедливо ќе бидеме први во светот. Зборувате за проекти кои што преку бројки сакате да ги прикажете. Убаво е да го тргнете листот кој што го мафтате во јавност и преку кој што сакате да бидете поуверливи дека во реалноста е така и да погледнете, повторно ќе кажам, што имам низ градовите и што оставивте како еве 4-та година власт во Македонија. Какви капитални инвестиции, какво заздравување на економијата, какво враќање на младите и вработување на младите. Вие немате една инвестиција со која што отворивте нови работни места. Вие немате ништо предвидено за враќање на надежта на граѓаните дека може да градат иднина во оваа држава. И затоа е падната довербата. Затоа е падната довербата во институциите и во вас. Затоа што граѓаните не ви веруваат веќе. Од овие дискусии и манипулации гледаат дека нема ништо во реалноста. И добро е кога веќе излегувате, изборувате и сакате да зборувате со бројки, тие бројки да се засноваат на реалност, а не на пиар алатка за манипулација на граѓаните. Следна пријавен за збор е пратеничката Марија Георгиевска.